музичка, диамантска, сложувалка на радио. FM Врева на Радио Слободна Македонија. Погледниот блисковани сон стрип. Бивме во стрипот на Гуру Харе во FM Врева на Слободна Македонија и сега во 8 минути по 15 часот време да го поздравиме човекот кој веќе 20 на минути, ако не и повеќе, во студиото на Радио Слободна Македонија гитарскиот гуру Харе или Игор Атанасовски, кој на вистина одамна е познат и признат на македонската музичка сцена. Меѓутоа дури во скоро време реши да објави студиски проект самостоен Overdose од блуз и токму тој студиски проект ја имавме стрип во Врева на радио. Харе, добар ден, добре дојде во Врева на радио. Добар ден, Елена, добар ден на сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Добре ве најдовме. Сега вака. Гостувањето на еден од најславните, ако не најмокниот и најславниот гитарист во Република Македонија, Гуру Харе, има навистина повеќе причини. Најнапред, она што најблиску ни е, а тоа е Свети Валентин, односно 14 февруари, денот на виното, на лозарите, на сите оние нешта кои што се поврзани со љубовта и со вината, така. Значи, утре вечер во Македонскиот народен театар со почеток во 21 часот ќе се случува ноќ над звездите, во која што ќе партиципираат Сашко Коцев, Игор Џамбазов и мојот денешен гостин Гуру Харе. Специјална гостинка ќе ви биде Тамара. Да. Велите дека првин виновата лоза ќе закрои со вистината Сашко Коцев, заради тоа што во виното нели си е вистината, потоа повторно ќе се влюбите во вашите сакани, во стиховите на Игор Џамбазов и Гуру Харе. Венти концертот на единствената Тамара Тодевска од Мона Тевела, дојдете да си кажеме колку многу си се сакаме. Колку многу си се сакаме, Харе? Најмногу ми се чини, само се срамиме понекогаш да си кажеме, нели? Што е љубовта за Гуру Харе? Љубовта, животот. Значи, може ли музиката и блузот да бидат исто така љубов? Апсолутно, се во мојот случај. Љубовта е широк поим, нели? Да го елаборираме би ни требало многу повеќе време од она што го имаме на располагање. Меѓутоа има толку многу работи да се љубат и да се сакаат, едно тие музиката. Така. Животот најважно е да се сака. Најважно е сега во 21 часот што ќе имаме можност да проследиме утре вечер во МНТ. Утре вечерете убаво и описно е раскажано на страницата на Македонскиот народен театар. Ова е наш трет концерт, Ноќ со звездите. Така. Првиот беше вечерта за дочекот на Нова година и бидејќи прекрасно помина, луѓето сакаа повторно. Вториот беше на Стара Нова година или на Василица и бидејќи помина уште попрекрасно, луѓето сакаа повторно и еве сега, да. Утре вечер ќе биде кулминација. Да, поготово што ќе ни биде гостинка една од најдобрите според мене пејачки на овие простори, Тамара Тодевска. Сношти имавме проба и огромно задоволство е да се пее и да се свири со таков професионалец. Сашко Коцев е брилијантен како и секогаш. Се смееме до солзи секогаш за сцена слушајќи го. За Игор не треба многу зборови да трошам. Так. И за неговите стихови. Акустиката во салата е преубава, значи тоа е она што нас како музичари врна е, да. Целата сцена, така што сигурен сум дека ќе биде. Дали сите капацитети ќе ги искористите на Македонскиот народен театар? Јас не знам кои се сите капацитети, меѓутоа она што досега верувам, она што досега го видовме на вистина фасцинантно. Сцената изгледа преубаво, тие ефекти, светла, звукот, значи на вистина мене како човек што треба да настапи тамо, можеби најдоброто место во моментот од аспект најдобрата сцена на која што Гуру Харе никогаш настапил? Не, некогаш сум настапувал можеби и на подобри сцени, меѓутоа кај нас во моментот ова е врвот. Така. Македонски народен театар утре вечер 21 часот. Да повелат сите влюбени. Да кажеме што ќе изведуваат. Ајде да им нафрлиме некоја композиција во која што можеби повторно ќе се заљубат, можеби некој го изиграл првата свадбено танго на некоја од тие теми кои што утре вечер ќе бидат изведени. Па вака се свират оние познати композиции со Игор што ги имаме направено од неговиот албум. Фактички заедничкиот албум ова не е блуз, големите хитови како Диши длабоко, синглови негови Скопје, Сара и матка. Она што е интересно, трибют или почит даваме на големите музичари кои си заминаа во 2016-та. Леонард Коен, Принс. Ете ги кажа, Девид Боуи, да, имаме спремено од сите нив по една композиција и тоа обично наидува на воодушевување во публиката и ги пееме заедно сите тие големи хитови.
Јас сум веќе воодушевена и едва чекам тоа третото најдобро нешто, ноќта со звездите или ноќта над звездите, како веќе е наречена, нели, да се репрезира, односно по трет пат во Македонскиот народен театар у 3 вечер, овој пат со повод љубов, влюбување и се разбира вино. Во виното е вистината, да, вистина е дека Гуру Харе навистина неверојатно многу вреден музичар и неверојатно многу твори. Има 2 нови композиции и има еден сосема нов бенд или старо нов бенд, како му доаѓа тоа, како на американските бенчевки, нешто старо, нешто ново и нешто сино. Да. Повеќе би го нарекол како проектете. Добро. Тоа е новиот проект, наречен Старите мачори. Во февруари. Во февруари, токму, нели, символиката. Старите мачори сум јас, Игор Џамбазов и Сашо Гигов Гиш. Значи, интересен спој. Сите ние тројце имаме многу голема историја зад себе. Настапувано заедно, нели, Како Банкрот Блуз Бенд како со Банкрот Гиш. Блуз Бенд со Гиш, па каде што Игор ни гостувал потоа на концертите на Игор Џамбазов околу 99-та, 2000-та година исто Гиш беше вклучен во тој состав. И ете, после подолго време, да ти кажам искрено, бев инспириран од филмот за Traveling Wilburys. Тоа е составот што Џорџ Харисон го собира, Боб Дилан, Том Пети, се сеќаваш, Рој Орбисон, да. Како не се сеќавам, прекрасно. Случајно го погледнав, значи, документарниот филм на YouTube и некако тоа толку ми се допадна, толку ме инспирира и реков, ајде да направам нешто со моите пријатели и другари. Песнава имав од поодамна напишано, промена. Кој е Харисон? Гуру Харе мора да е Џорџ Харисон. Мислам дека јас сум Харисон, Гиш ни е Рој Орбисон. Аха, Орбисон, Гиш Ерик ни Клиптон ќе биде Игор, ај нека биде Боб Дилан. Треба да најдеме уште еден. Пандан, да. Така, за да ја комплетира четвурката, звездината Така што четврка. ете го нарековме Старите мачори, ова е прва композиција со амбиција да направиме уште неколку. И здравие Боже, напролет на лето би сакали да концертираме како Старите мачори заедно. Еве веќе има Така. одзив од публиката, песната оди веќе на телевизија, Оди веќе, аха. по некои од телевизиите, кај вас се ја Така, промовира ја на радио, промовираме токму сега. за да има време да чујат, нели? Така. До летос. Значи, во текот на 2017 година успеа Старите мачори да се екипираат или пак можеби и проектот тлиеше во вас и желбата не можеше да... Не само проектот, туку готовите 2 песни што ги направив, другата не ја представив и е Ќе напишана ја представиме, за мене. да. Гуру Харе ја испев на англиски. Така, Better Man. Better Man, и тоа е така неко полуавтобиографска една песна. И двете стоја снимени, и аудио, и спотовите, видеата беа снимени, меѓутоа во тој период постоеше забрана за емитување на македонска Така. музика и затоа токму сега премиера доживеа. Така, премиерно ќе бидат емитувани и на брановите на Радио Слободна Македонија, тоа токму сега апсолутно во емисијата ИФМ Врива, значи ќе ја чуеме и песната на Старите мачори, именувана како промена, меѓутоа и Better Man, ќе ја чуеме на Гуру Харе. Каде се снимани Старите мачори и каде е снимана Better Man? Ето интересно вака. Аудио Better Man композицијата ја снимив кај мојот пријател и соработник басистот Трајко Симоновски Таци. Кога ја слушна прв пат му ја отсвирав на гитара пред неколку години, едноставно се влюби и ме замоли дали јас може ова да го аранжирам и да го снимам, му дозволив и не се покајав. Направи навистина нешто извонредно. Интересно е за Better Man видеото. Ми помогнаа да го направиме една многу интересна театарска трупа од Скопје. Добро. Сенки и облаци. Тие се занимаваат со театар на сенки. Така. Многу се успешни, значи одат на турнеи по Кина, по Бразил. И тоа кај нас сега не знам колку е тоа популаризирано. Прават такви представи за деца. Јас случајно ги видов на градскиот плоштад еден ден и толку ме воодушеви нивната представа Семе, се викаше, и некако кога размислував за видео, ми се вклопи комплетно со она што јас го пеам. Се поврзавме, Круме Мирчевски и неговата, Круме Стефановски се извинувам, и неговите соработнички, прекрасни. Дојдоа кај мене во студио, потрошивме еден ден и го снимивме сето тоа. Подобар човек, билите автобиографска композиција, можеме ли може да да се каже. проговориме за тоа што се случува во Better Man? Јас ќе оставам да толкува секој по свое, накратко, вели I know a man who tried to be a better man, but he failed. Познавам Нели? некој што сакаше да биде подобар човек, меѓутоа промаши. Не знам, јас
Немам чувство дека промашив, меѓутоа да се биде подобар човек не е крајна цел. Тоа е нешто според мене со кое треба да се будиме секој ден. Така, тоа е патот. Да работиме постојано на тоа. Така. Ете, се труди Харе да работи на самиот себе си, се труди секој ден да биде се подобар и подобар. Искрено да. Дали Харе 25 години веројатно нешто повеќе долга неговата кариера? Дали Харе исто како Благој Нацовски кој ми беше гостин во ФМ Врева пред една седмица? Оперски пејач. Да, можеби најпознатиот во моментов македонски. Така, македонската амбасадор на култура во Италија ми рече 14 години Елена сум излеза надвор од Република Македонија, 14 години настапувам на светските сцени, имам интернационална кариера. Јас кога го прашав што е следно, дали смета дека тој го достигнал врвот или пак можеби има уште напред, тој рече јас само се загревав. 14 години ми беа загревање. Дали Гуру Хара исто така овие 25 години ги смета за загревање, дека најдоброто допрва престои? Потполно го разбирам и истото ќе го изјавам и јас. Едноставно кога во нешто си толку време осознаваш работи кои дотогаш не си ги знаел. Сега се чувствувам како на почеток, значи имам некои вештини стекнато, нели? Знаења кои допрва треба да ги покажам и да ги употребам. Знаеш, и критериумите растат. Така. Со секое ново дело и мислам дека најубавите песни се уште во мојата глава и во мојот мобилен телефон како демо. Не брзам овој пат. Сакам соработници како и досега кои ги избирам многу внимателно, за да на крај направиме дело што ќе остане. Спремаме, подготвуваме така еден заеднички албум со Игор Џамбазов. Ова премиерно го кажувам. Благодарам и ексклузивно. И ексклузивно се надевам дека на пролет ќе почнеме и со реализација на тоа, така што најдоброто од мене мислам допрва престои. Така. Да. Значи овој Dogs од Blues ќе добие свој виден наследник или пак можеби ова ќе биде нешто сосема ново, вилите со Игор Џамбазов? Па не знам, дојдовме на идеја да снимиме заеднички албум. Имаме многу композиции кои излегуваа како сингл. Многу од нив не се ни студиски снимени се во живо за време на G-шоу, по некои наши настапи. Сакаме конечно да ги собереме на еден носач на звук. Така. И што тоа ќе значи заеднички албум, јас не знам, меѓутоа ќе има негови, мои композиции. Сакаме овој пат она пречка да ја подигнеме малку уште повисоко. Критериумите сакам да вклучам многу млади нови музичари што ги запознав во меѓувреме. Кои се блуз рокери или Па не мора да значи дека се блуз рокери, едноставно се добри музичари, знаеш. Така. А блуз рокери ќе ги направиме ние. Така, во новиот албум заеднички, кој нели треба да блесне заедно со новото пролетно сонце, ова 2017 година Гуру Харе Игор Џамбазов. Харе, навистина можна бргу лет на времето, ние рековме до 19, по 15 ќе разговараме, заради тоа што имаме рекламен блок токму сега, меѓутоа малку, 2 минути го надминавме тој предвиден термин, навистина бргу лета времето и навистина од се срце благодарам за разговорот, а песните кои што ги споменавме ќе имат можност слушателите да ги проследат во ФМ Врева апсолутно до 16 часот и 30 минути. Старите мачори со промени и понатаму Гуру Харе со Better Man. Така, подобар човек, најдоброто нели досега од Харе ќе го имаме во продолжение во ФМ Врева. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам Елена за поканата и секогаш сум овде кога имам што ново да соопштам и да кажам. Благодариме многу, одима ние со ИПП, се разбира 21 по 15 Врева на радио со вас. Уште еднаш повторувам до 16:30.